Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание. Денеска е тужен ден, тужно, многу е тужно. Почнуваме вака тажно и со една тажна музика која допира во срцата, во длабочината, во душата. Ни се разделија нашите сакани, непрежалени Дончо и Еленчо. И по тој повод се сними овој ултратажен, многу слоен, длабок, емотивен спот на база на музиката на Pink Floyd. Wish You Were Here. Задржи го малку кадарот да направиме респект и почит. Ова е експеримент на вештачка интелигенција, направен од Ари Кушнир со алатките Klink и ChatGPT. Специјална благодарност до некој си Шојле Браун и така натаму, но целиот спот што го видовте, драги мои, е направен од вештачка интелигенција. Нема анимации, нема ништо посебно, значи се е тоа што гледате. Вечерва ќе го пуштиме уште неколку пати. Те јаван ке бркне у тоа торбата, те замине човеко, ај, ние на гроб не му ојдеме. Јас сум за никаде кога почнувам веќе К-15 и Цацко да ги цитирам, ја веќе мирисам на земја. Океј. Драги мои, има доста работи домашни странски кои вака можеме да ги препотресеме. Си во плев, вклучете се, барем со коментари. Можете со коментари најдобро на... Па да не мора да уклучуваме телефони, вибери и слично, не ми се уклучува и знаеш како се гуши муабетот сега за сега. По-лабаво, не, ќе ги отворам ја понатаму телефоните, тоа сигурно ќе го вратам пред да отегнем папке, што викаат далматинците. Значи, еве го стримот, иде на мојата фан страна, и сега побарејте ја малце оваа страна, бидејќи во овој момент јас сум на мета на факт-чекерите од Македонија, кои се Сорос и СДСМ платеници, тоа се нивни новинари, исклучиво партиски, кои, например, ако објавам некоја карикатура за Фраканција, оние прогласуваат дека тоа не било вистина, не баре јас сум некаква медиумска, не знам што, новинарска за вести и така натаму, и дека ја тоа што го објавувам е лажна вест. Со тоа што, кога ќе објавам нешто, видливоста е толку намалена, во која смисла? Отвараш Facebook и, да речеме, просечен Facebook корисник едноставно
онака, што ќе му дојде. Значи, пазете, вие не бирате. Они намерно ви туркаат под нос, вие да гледате. Ако некога сте сметале дека овдека нешто може да ви биде интересно, овие рекле, слушај, ќе гледаш, ама Јанко не. Не дека ме нема, ама треба да се потрудите. А они знаат дека публика не се труди. Ако не лежи Готовански со оној вештачка интелигенција, робот, да му го забрише газот, он нема да мрдне од WC шолјата. Тука мислам да не се лажеме. Но, ако сакате да бидете дел од ова, да фаќаме сери, коментари, па ја на коментарите капачиња да ви турам, па на капачето капаче да ми турате, па целофанче да ви турам, па после пакетче и да се закачаме цела вечер, како сакате. Најдете го мојот профил, ќе го препознаете по тоа што мојот профил се вика Јанко Илковски. Не е Јади Бурек. А Јади Бурек е символот на емисијата или бекграундот, ако дадеш студио, еве го позади. Значи, тоа е логото. Еве ви го логото. Еве ви го и логцето. Да. И бидејќи идеме во живо, логото овдека на профилната слика е во црвено, тоа значи идеме лайв. Еве го лајвот и така натаму и така натаму. Ако пробам ова сега, на некој профил да го шарам. Интересно. Обично даваше... Чекај, имам ја уште еден профил. Знаеш што, даваше стално дека се работи за тоа дека шерувате вест од профил за кој е докажано дека шири лажни вести. Види, хуморот е лажна вест, нели? Затоа и хумор. Оти е блиску до вистината, но не е вистина. Ама мене ме таргетира. И сега, добро, си го кркам. Ај, чекај да видам дали имам овде Facebook профил. Уште не затопли кој што треба, право да ви кажам. Ама би требало. Еве го. Добро. Да, добро. Иде побавно сега овдека. Стар човек сум сега, нема ме фати половината, четвртината, осмината, 16-тината, 9-тината, 10-тината. Океј. Ај сега да видиме, ова вака да го направиме. Па уште еднаш Facebook да го отворам. Ја имам два профила, значи не е тоа нешто лажно. И двата се Јанко Илковски, едната е фан страна, другата е моја лична страна. Исто е. Знаете зашто ја направив? Затоа што личната страна можеше максимум 5000 пријатели да имаш. И тоа е ограничувањето. На фан страната неограничено е. Секој може да биде дел од неа. И повеќе гледам да ја полнам со интересни содржини фан страната, а личната страна обично нешто што е или ќе го шерувам од мојата фан страна или страната на мојата публика, или нешто што не е за таму, например, нешто семено, блиско, пријатели и така натаму и така натаму. И по обичај, како што ме знаете, јас обожавам неподготвен да ги терам емисиите и во живо да пребарувам, да се местам, да импровизирам. Мислам дека така по-спонтано, по-интересно. Мене по-интересно ќе ми биде. Не знам како вие вас. Сигурно сакате испроducирани емисии.
Добро вече, штовани публикуме. Но сад ćemo видети таки у екранот тука. У Лос-Анџелесу веома опасно стање. Стварно, па зар нисте видели, нели? А тука е екранот. Продукција, што да ти кажам? Ове тече низ ногавици. There is no call we don't answer. There is no fate that we betray. Ова е моje некое медиумско лого. А оној кој знае од каде е овој и од каде е овој символ, секоја чест. Има плазма од мене. Океј. Како? Не бе 65 инча плазма? Абе 65 инча ова на палета спакувана. Па кој ќе му се истовари тоа? Знаеш ли дека направиле солена плазма? Богохулење, Мада, слушај, и тоа плазмата е такво... нема ви се. То само за пишкоти е добро. Појма нема. Со тоа си се... баже си ми стиснал лайк. Фала, царе. Ајде да видам за шер. Ми го тргнале банот. Сега сум обично, знаеш што ми даваше? Вака која ќе пробав шер да направам од некоја моја содржина, викаше, шерувате... еве го бе. Еве го. This page has repeatedly shared false information. Independent fact checkers said the information is false. Learn more. Go back. Share anyway. Ја ќе направам share anyway. Бидејќи, еве, и на ова ќе направам шаре. Independent fact checkers. А знаете кои се тие? Пак пола се овие новинарчиња, не знам, Теофил Блажевски обавезно е. Он ми дише у врат. Нямам неколку извештаи со овие за радиодифузија кај што напишал, не знам, ме пријавиле нешто, сум јадал бурек, а овие анализирале зборовите, што сум кажал, како сум кажал, па после имало диалог меѓу нив, па диалогот преписка, па му преписката вика, ние разговараме за човек што не е ни новинар. Фала ти Боже што не сум новинар. Замисли да сум како вас. Усмрден, ужутен, упикан у некој чмар. Што се занесеш, а? Више кога ти брснав со прст уво. Уше. Леле, идам денеска низ еден мол и една дама пред мене со штиклите кленк. И вака, ко што ја ко тинеџер одам и си у мобилниот си гледам и ми се појавуваат штикли пред мене, дигам поглед, окей, знаеш ово, она стегнато ваму таму, струкче, газе, се ниш ово она, и како иде погледот нагоре, ја гледам вака прави. Ај што си го почеше увото, него имаш ова. Како викаше Радован Тречи, де ми е минули рад? Поема немам, врска да се немало, двај, пази, толку јадење бурек, кажуење, вицеви, керефеки, само уште еден лайк добивме. Човече, гледај. Види што викаш за кого и многу е.
Треба нешто скандалозно да направам, например да се соблечам у жути спидо гачици и да се испрдам овдека пред камери и да видиш. Ти недостасува? Ај таман сега, дуре на одмор може да варосате малце, тоа падна бојата, виж. Кое? Викаш да го пуштам тоа па да продужам. Не можам да те гледам сега. Не, ако ми признаеш јавно дека ми е добро студиото. Не, тогаш не пуштам, ме заебаваш. Осеќам искреноста во твојот. Да. Баже, кажи бе, Јанко. Ми викаат дека имам голема глава. Немаш, ајде, уживај. Добро ми е студиото ново. Му го осеќам гласот како се воздржува на... Да, навистина. Ова е како во Ми нисмо анџели, се буди са бајлето и гледа дека легнал, спиел, имал секс со баба Сера. Некоја ружноче и вака ја гледа. А таму пржи јајца, спрема јајца и плюка у тавата да. И ги фрла јајцата, овој гледа вака, не може. И додека ги пржи јајцата со бикче. Му ги дава јајцата, овој јадем гладен. Локаше цела ноќ, мртов пијан ја легна, се буди са бајле, шо да види. И му подава ливче. Му запишува телефон и му вика, јави се. А он со глас како баже, кога му викам, добро ми е студиото, добро. А он вика, свакако. Ти имаш тука сец кадар, у вториот кадар седи у кола, вози, раката над воланот и овде со запалка го пали ливчето со бројат. Мислам дека нема посмешен филм. Тоа е еден од 10 најсмешни филмови воопшто направени. Ми нисмо анџели и мене не ми е јасно како Холивуд не ја откупи ова, некој Джим Кери да го отклуми, тоа генијално, мислам, самата приказна сега да се сними, еве, нова да е, сега да го снимиш Ми нисмо анџели е актуелен. Таков генијален текст, тако генијални штосови. Мене ми е многу за... Едно време мислев, јас сум бумер, стар хумор. Не. Ова е хумор кој е добар. Еве, например. Боже, какво ми е студиото? Не мислам за ова студио. Ова ми е студиото што си го направив. Не сам променливо импровизација, нема врска. Со работички, не работнички. Работички купени од Тему. На Тему имаш што сакаш. Така да овие што се фолираат, подкастериве, со мандинго, микрофони, тоа е нивните фалусни интенции кои ги имаат, нивната латентна хомосексуалност. Колку поголем микрофон, он толку поубаво се изе. Замисли еден црн микрофон, му стои пред уста и збори.
Сега само исклучете тон и стварно ви личи на некој порно филм, гей порно, каде што овој се облизнува пред да почне да го задоволува партнерот. Не знам што да ви кажам. Бидејќи целата приказна со подкастите, првиот подкаст е од студио радио. Радио емисија. Му текнало на тој, мислам дека италијанец, му текнало да стави, барем за мене италијанец, пред околу 15 години, кој во студиото стави веб камера. И сега, што значи веб камера? Обична камера, си стримаше. Ме разбирате? Сакаш да ми кажеш дека имаш некој друг звук од позади? Знам дека сме окей. Сега беше искрено. Не, окей сме. Ова е искрено. А какво ми е студиото? Пази, дека е окей, немам звук пуштено, рече, окей. А дека какво ми е студиото? Окей. За октава го качи гласот, бидејќи искрено, пошто ми е другар, стварно другар го сметам. Како ви даете, тоа е, сега што да бре. Фамилија можеш да бираш, другари не можеш. Тоа е, Господ ги праќа. Се стиска да биде сериозен, да го сватам сериозно и нормално те издава гласот. Тоа исто ко жена ми кој ќе ме праша како изгледам? Супер. Остај ме сега. Кој ќе купи некоја тварчица онака, кај смееш да кажеш дека не чини, така да како сопруг мораш да научиш. Убава си, не си дебела, супер ти стои. Тоа се 3 одговора кои мораш да ги извежбаш да звучат уверливо. Не, таа доаѓа и почне да плаче. Ти мене не ме сакаш. Што направив сега? Не ме сакаш. Таа била на фризер, доаѓа и ние ко машки не приметуеме. Ништо не ми кажа за фризерата. Ама многу ти убава, ја онака вџашен бев, затрепкав, останав без зборови, занемев. Не помине. Замисли да ја имам она болест на спиење. Како се викаше? Нарколепсија. Си чул за таа болест? Нарколепсија е болест на луѓе кои у било која ситуација се исклучува и заспива. Не паѓа во несвест, не паѓа ништо, но застанува и спие. Например, може среде шопинг, опасно е што среде возење може да му се случи, обично не им даваат на нарколептичарите да возат, али која лепота е тоа, седиш, збориш, ти се јавува некој од мојне редовни гледачи, само нешто да ти кажам на кратко, и знаеш дека тоа ќе трае 40 минути и одма. Проблем е што хрчам, иначе супер би било она, би делувало она со замижани очи. Не е лошо. Пак да правиме оние снимки. Не, жива вистина. Викам, ќе отворам телефоне и 2 минути ме снима Баже и ја вака. Океј. И после нешто ќе пуштиме на компјутер, се јавува тој, ќе префрли на компјутер, го пушта ова, и тој збори, тој трепка, а ја овде со 4 уви, со леле рат. Превара бе, брат, све е превара. Чим си уклучил телевизор, ти заслужуваш да бидеш преварен. Нема поголема лага од телевизор. Вести гледате, не ти е убав животот. Заслужуваш бе, брат, да не ти е убав животот. Вести гледа, телевизија гледа, Бог да чува.
Кој гледа телевизија денеска, бе? Разбирам да гледаш нешто документарно, филмче, пошто не разбираш англиски, па ти требаат они или синхронизирани турски серии, иако све има, па не знаеш да доwnloadираш, окей. Или сакавте видеотеки? Да. Видеотека беше супер работа. Па го имаш Netflix. 100 пати е поевтино од видеотека. 600 денари месечно. Ама ја плаќам кабелска. Па и да плаќаш. Затоа си глуп и убав. Што гледаш? Јади бурек. Сега го погодих. Жуто кумбе. Чекај да видам до кај сме. Со пациентиве мои. Чекај бе, овде вика 3 лајка само. Добро. 10 лајка и 2 коментара. Вика, дали ќе има вклучени телефони за јавување во емисија? Што да му кажам? Кај да е? А зашто ми е хајт и унхајт? Не сум го ова? Дали видеш што се случи во град Австрија? Катастрофа. Дали ќе има вклучени телефони за јавување во емисија? Денес не. Јок. Како се вика тоа на француски? Non passaran. Не е француски. Enchanté. Добра вечер, да сте живи и здрави уште долго време. Поддршка за емисијата и да продолжи да постои. Зашто бе, Трајко? Зашто бе? Абе, до кога ќе живеам и ќе се мачам? Бе, ја чекам Господ да ме земе рад више оваа ситуација. До кога ќе перам гребови? Океј. Слушај вамо. Не, режија бара првен слушај вамо, а после ќе идеме да видиме што е тоа што се случило во град во Австрија, што се случува во ЛА, па малце тажна музика за разделбата помеѓу Елена и Дончо и така. Кај те е звукот, бе? Па пуштено е. Јас дека е пуштено. Ја зезна работата сега. Сега одново. Или после, се избрукавме. Одново. Драги мои, здраво, добре дојдовте во уште едно издание на Слушај ваму. Искрено да ви кажам, имам многу убава приказна околу се ова што се случува во Соединетите Американски држави, расправијата помеѓу Доналд и Елон, случувањата во Лос Анджелес, продолжувањето и незавршувањето на војната помеѓу Украина и Русија и уште мал милион работи, суспендирањето на бродот и дрелицата со Грета Тунберг која се обидува да дојде до Газа да донесе помош и така натаму. Ама викам, окей, колегите мои добро ги покриваат овие работи, да не се повторувам, немам што ја више дрн. Не лези враже што викаат канаѓаните. Имено нашата опозиција секојдневно, обидувајќи се да врати некаков компас, како да влегува од една од друга дупка. Потполно истите работи, истите насоки, истите грешки кои ги правеа во минатото, сега ги повторуваат. Прво најавуваат, дека ќе коалицираат со ДУИ, и тоа што има да се најави, па ќе размислиме, па ќе видиме, па дали било дрнјариња. Знаеш што? Дај Боже да коалицираат. Дај Боже да отидат заедно на избори
и еднаш за секогаш да ги збрише народот. И македонскиот и албанскиот, затоа што на албанците им се отворија очите. Чекај бе, стварно, овие не биле еден избора. Знаете како беше до сега кај нас до пред година ден еден изборот, како викаше Бранко, само СДСМ, не. Друго, да, се зашалало. Ама не било така. Сакам да зборам за најновите инвестиции, сакам да зборам за планот за брзата пруга. Не можеш бе, не можеш. Мислам, просто стварно се прашаш добро, што мислат дека ќе постигнат со ова? Од себе ова што ви го набројав, заборавете. Бугарија е пак у муабетов. Луѓе, Бугарија у муабетот. Европратеникот во Бундестагот е во Европската унија од Германија е под напад затоа што сака да донесе резолуција за Македонија. Сите бугари го напаѓаат, му се закануваат. Како бе така? Не бил во право, па шо ако? Демократијата подразбира само една вистина или имам и ја право на своје? Абе, луѓе, кога ќе соберете со тоа политичарите кои ви го испрале мозокот, вам у Бугарија, дека Македонија и македонци постојат и дека мора да дозволите организирани друштва. 15 пресуди има од Европа и пак не го спроведуваат тоа. Па не ме прави луд. Али, тоа лудило, знаеш кој си го срка? Опозицијата. Опозицијата. Ева, Филипче вели, Бугарија треба да каже дека нема да има барање на непринципиелна основа. Ало, шефе, до сега барањата беа принципиелни? Не, пази, сам се убива со собствените зборови. Ја го објавив ова, гледам ни народот некако не го капира баш најдобро. Не сте ми јасни. Абе, човек, знаеш ова, како рекламата Мак Петрол, пред едно 20 години, кога почна да продаваат горива со адитиви. И направија реклама. Ова е вашиот мотор без адитиви. И покажуваат една скапаница од мотор, слика, скапаница од мотор се цеди, распадната ова, онава и таму. А ова е вашиот автомобил со такви некои додатоци, адитиви, моторот блеска. Јас се викам, овие сега почнаа да продават. Добро бе, до сега што ни продававте тоа горивата без адитиви. Значи, вие сте виновни што нашиве мотори се вакви такви скапани. Добро, ја возев југо тоа, ако ќе го купиш, веќе е скапан. Се шегувам. Ама, ми ја разбирате ли логикава? Ја разбирате ли логикава на интелектуалецов, на врвниот ум? Треба да каже. И што ако каже? Значи, за него е доволно да каже. Абе, слушај, дај кажете. Важи веќе кажеме. Женска, ајте носам дома. Ама, ја не сакам да ме легнеш. Не бе, не. Живај. Ке слушаме плочи. Ке гледаме филмчиња. Ке листаме албуми од детството. Часна реч. Таа бела лага колку пати сме сите знаеме сме биле млади, ај да не се правиме будали, али на стари години, па кога се работи за идентитет со вакви шабанери, да ми се правиш несватливо е. Несватливо е. За жал, немам друга попаметна работа, но знам само едно, дека ова предизвикува огромен гнев кај народот, дека одбивност, отпорност кон вашата политичка идеологија, кон вашето политичко делување. Јас знам дека на социјалдемократите не им приличало патриотско држа. Што ви прилега бе тогаш?
бугарско, албанско, грчко, српски, све само не македонско. Ке ми кажете дека оваа власт е антимакедонска затоа што подпишала договор. Пази, Филипче, како рече прошлиот пат, да ја вратиме Македонија затоа што скренала. Од кај скренала? Од Соединетите држави со кои покажавме дека сме ептен сојузници, со Обединетото кралство, со Италија, со Унгарија, земји од Европската унија. Луѓе мои, мислам, не треба на улици да идеме. Не треба ништо да. Треба стварно само, еве, ако ништо друго, барем демократијата ги овозможи тие социјални мрежи. Абе, прајте ги портал, нека им текне у тоа шупливите глави што треба да прават. Зошто? Затоа што мора да ги премислувате. Нема друг начин. Јас знам дека за нив е тоа лукративно и пара кај што буши. Еве ги гледаш овие порталиве, најгледани, најслушани, најчитани. Со што се занимаваат? Некрофилија. Доживел некој трагедија, кочен и ова, она, сообраќајка, и ти, леле, да, ми се исполнува. А во суштина го плаќа од опозицијата некој за да јаде трици. И тоа поминува. И сега, како Фил Руж, или така го викав ја во минатото, Фил Руж, она како крајно, или она музиката која прави дш, како Фил Руж. Едно видео од 1 минута која го најдов и со задоволство, не, со незадоволство ќе ви го пренесам. А тоа е едно пропагандно видео кое е мотивирачко за бугарите, дека бугарите се многу јаки и дека кај да е нив сега кога ќе им пукне филмот, тешко нас. Нас? Ма на цел Балкан. Што? Не ми верувате? Гледај ваму. Ма и слушај ваму. Какво би се случило, ако България се ядоса и реши да атакува Европа? Първата стъпка би била мобилизация на армията и атака срещу Северна Македония. Слабата македонска армия едва ли ще има сериозен шанс и България бързо ще обяви победа. Сърбия би опитала да се притече на помощ на Македония, но българските сили биха нанесли съкрушителен удар, поемайки контрол над сръбска територия. Следваща на прицел ще бъде Гърция. Тя би започнала подготовка за отбрана, но българските части ще я изненадат, принуждавайки гърците да отстъпят. За кратко време гръцките сили биха се предали. Крайната амбиция на България ще е да си върне изгубените територии и окончателно да завладее Румъния. Двете нации биха се подготвили за ожесточен конфликт и биха придвижили военните си сили. Румъния може да вземе ранно надмощие, изглеждайки неудържима, но България ще предприеме мощна контратака, изтласквайки румънците назад и напълно променяйки хода на войната. Впоследствие България би изключила споразумение с Европа и би установила своята нова империя. Осеќав ја, откако го изгледа видеовцео, ја може 2-3 работи само до крај да кажам. Некој спие, хрчи и, не знам, на ова ли тинкате? Ова, во 21. век. И вие сте членка на Европска унија. А проблем ви е Чешка, проблем ви е Унгарија, зашто не сакаат војна. Какви паразити се произведоа од тој Сорос, од тој USAID, од тоа финансирање, ама ете, се заглавуваме со овие нашиве балавандари, бандоглави, кои упорно едно тисто прават. Лани, дали се сеќавате што ви направи народот македонски?
Дали се сеќавате на изборните резултати? Што мислите дека ќе ви се случи сега на локални избори? Со некрофилијата ќе помине? Со притисоците? Ова не е 2016, па Дуи го владае теренот. Неки нови клинци? Не знам, драги мои. Вие си знаете, паметни сте, големи сте, до кај ова ќе тера и што ова треба да предизвика, мене навистина не ми е јасно. Јасно ми е дека само се мрцвариме со заостанати, нискоинтелигентни, непродуктивни, или е ова пак некоја удбашко-џандарска работа? Ја не знам. Вие што мислите? Како можат вакви глупи политики да се тераат? И бугарите, и оваа наша опозиција. Што мислат дека македонскиот народ, добро, слушај, јадарче плата ќе капне. Го лажевте тоа и 2001. Го лажевте и да прифатиме и територијална поделба. Го лажевте и за промена на името. Со НАТО, мет и млеко ќе тече, една инвестиција не дојде. Дојдоа новиве дечки, за помалку од година дена направија повеќе од што сите мандати на опозицијата сега, која ги имаше во историјата своја. Тоа треба да не даве. Мене ми е јасно, вам не ви е јасно. Да, тоа се они кои им рекоа на Ауди, ја ќе го ломотам нонстоп, кои им рекоа на Ауди не треба фабрика, кога ни понуди. Околу 2000 година Ауди понуди фабрика да изгради за автомобили А3 во Македонија. Како што рекоа, 100 пати ви кажав, не благодариме, нам не ни треба тоа. Какво ми е студиото? Леле, како шконтар си, ѓубре едно. Срам да ти е. Како? Поема нема, врска немаш. Ама имам коментари од бугарите. Дај. Некој си Даниел Јорданов. Трагедија, успех. Јаков Јанку. Немам коментар. И да немаш. Рени Христова вика ха, пълна глупост е това видео. Това няма да се случи, невъзможно. И двете държави сме членки в НАТО. Врх на глупоста. А за Рени само да ѝ кажам, и Турција и Грција беа членки на НАТО, па се колеа со месеци се бомбардира и го поделија Кипар. Молам, ама тоа не така само едно се случи, мяу. Се сеќам еднаш еден ми пише, Јанко не ми мјаучи, вика кучево, вика ми се разлаја цела зграда, ми ја дигна во воздух. Добро, нема више да прам. Мяу. Од сега ќе прам. Врска немаш. Врска немаш. Какво ми е студиото? Со полуста. Супер ти е. Добро. Колку имам лајкови? Знаеш ли дека на 100 лајка 100 денари ми дава? Ја е 2,18.
Доктор Жарко Чубриновски коментирал, вика, ази си Гергана ли ке се борат? Еми, какво да ти казвам? Спремам една специјалка за бугарите, затоа што иако кај вас успеа да ве натераат да ги мразите бугарите. Не правите дистинкција помеѓу бугарски народ и бугарски политичари. Без оглед што и народот може би го дели мислењето на бугарските политичари. Но тој е народ со испран мозок. А човек што е со испран мозок, мораш да го разбереш. Тој е како болен човек. Болен човек не можеш да му се лутиш за болеста. Можеш да му помогнеш да се излечи. Идејќи, пазете ме добро што ќе ви кажам. Македонскиот и бугарскиот народ се еден ист народ. Шокирани сте? Шекер ладна вода пиете? Напите се. Ќе ви повторам. Бугарскиот и македонскиот народ се еден исти народ. Македонци. Од македонци вие решивте да станете бугари. Респект. Ама немој сега, затоа што си решил да станеш трансджендер, мене да ме тераш истото да го направам. Инаку, има многу добра изјава на Мицкоски, која е апсолут. Мислам дека немаме до сега ни еден државник, ни еден политичар, ни еден премиер кој вака не ги бранел националните идентитетски вредности на Македонија. Ако извештајот на Вајс не помине и на 24. јуни, тогаш проблемот не се бугари во уставот, туку македонскиот идентитет и јазик. Фала што ми илустрираш. Ја па мислам сликата. Епа, знаеш што? Еве јавно, како сакате сватете го ова, бидејќи секогаш кога ќе се пофали политичар, македонец по дефолт вика, а се улизуеш, се упикуваш, еве ја сега официјално и јавно ќе кажам. Браво, премиере, секоја чест. Затоа што немам да споредам друг премиер кој вака цврсто застанал на бедемот на македонскиот идентитет. Крај. Дури го засакав, не го засакав. Многу лош збор употребив. Се возбуди грам, се изроди во мене грам почит спрема Бранко Црвенковски, кога во Обединетите нации говореше и кога рече името на мојата земја е Македонија и ќе биде Македонија. Арно, ама, тоа е СДСМ. Ази не лаже. Сакав да му верувам, ама ете. Од тоа се изроди све Северна, Преспа и така натаму. Не бе, Џони. Се сеќавате дека допред некоја година, додека беше опозицијата на власт, не се осмелувавте да кажете Македонија? Дека не се осмелувавте во текст да напишете Македонија без Северна од страв, затоа што прогонуваа? И па знаете како? Кога ќе посее страв ве владее. Како со короната, како со вакцините. Океј. Да ги видам ја моиве пациенти шо прават. Кај сте бе, другари бе? 15 души не гледа. 21 лайк имаме. Човече, шта пие кафана? Музика свирај туш. Гирице за све столове. Доктор Жарко Чубриновски, домашното студио ти е одлично, Јанко, спремен си за телевизија. Доктор Жарко Чубриновски, кога ќе почнам да емитувам, кога ќе заврши Јади Бурек овде,
Јади бурек ќе заврши кога и телевизијата ќе заврши, до тогаш тука ќе биде. Кога ќе ја преселам, ти ќе бидеш првиот гости, не бе. Океј? Баже нема да биде реализатор, оти немам пари да го купам. Скупе, брате, ко стюардеса у Дубај. Што да ти кажам? Кој? 200 че. Кај бе 200 че бе? Па немам реклама. Толку е. Да. За 50 евра колку реализираш минути? Полса. Што? Бе, ја не можам да кажам добро вечер за пол сат. Доктор Жарко, ти си прв. Готово. Пишено е. Телефони нема да имат, оти имат снемано. Океј. Не, тогаш морам за Жарко уште еднаш, нели? Мораме уште еднаш за доктор Жарко, за најголемата трагедија што се случи изминатиот период. Што е ова, бе? Што е ова, бе? Што е ова? Вирус во програмата. Пушти звук. Не менјај кадар, пушти звук. Пуштено. Добро. Разводите се многу чести и тие оставаат траен белек и траума кај децата. Ја мислам дека разводот на моите родители, Дончо и Елена, нема да го преболам. И тоа се олицетвори во еден уметнички трансцендентален спот. Тужно, бре, човече. Солзи сами навираат. Што да ти кажам? Океј. Одиме со... Што ми рече тој во Австрија, во Грац? Што се случило? Така? Ти знаеш што се случило? Абе, сигурно е нешто неубаво, ама дај ќе видиме. Да видам. Мојва од Република немаат за тоа. Ајде да видам на генераториве на вести. У Австрија сигурно. Чекај да видам. Австрија прогласи 3-дневна жалост поради масакрот во Грац. Полицијата пронашла простално писно, бројот на загинати порасна на 11. Значи, што да ви кажам?
полицијата пронашла проштално писмо на 21 годишниот Артур А, кој утрово во Грац го изврши најсмртоносниот напад во Австрија по Втората светска војна. Уште една жена почина во болница од здобиените повреди, со што бројот на загинати порасна на 11, вклучувајќи го напаѓачот кој извршил самоубиство во тоалетот на училиштето. Министерот за внатрешни работи Герхард Кернер изјави дека напаѓачот и некој австријски државјанин бил поранешен ученик во училиштето, но се отпишал и никогаш не матурирал. Карнер додаде дека делувал сам и имал дозвола за поседување оружје. Во нападот биле користени пиштол и сачмарка. За сега можеме само да спекулираме за неговите мотиви. Целата ситуација и натаму е доста нејасна. Претходно беше објавено дека 12 лица се примени во болница, 2 биле во критична. Австрија прогласи 3-дневна национална жалост поради денешната трагедија. Австрија има една од највисоките стапки на поседување огнено оружје во светот, со 30 парчиња оружје на 100 жители. Јарињата не оружјето не е тоа што убива луѓе, луѓето се што убиваат луѓе. Бог да ги прости жртвите, ова биле млади луѓе, колку што разбрав и така натаму. Некоја учителка, значи некоја освета, некоја злоба носел и се светел и најверојатно. Така што искрено сочувство до сите. Искрено сочувство. Инаку државите просто молат за вакви масакри да обвинат дека оружјето е виновно, за да го обезружаат народот, а народ кој не може сам да се брани, зависи од војска и полиција, поточно од власта и од политичарите. Тоа е Сорос агенда, социјалдемократска агенда, затоа што колку повеќе се под твоја контрола, толку полесно можеш да владееш и да ги манипулираш. Слободен човек, човек кој има право да носи оружје и да се брани, тешко. Вакви работи се случуваат и во земји кај што има многу малце дозвола за носење. Се сеќавате на Брейвик масакрот. Се сеќавате во масакрот во школото, основното училиште во Србија. Така што нема врска ова, ама знаеш како, геј агенда секогаш мора да се протне. Ова е некрофилија. Вакви реченици, наместо ние сочувствуваме како редакција со трагедијата и болката, не, статистика колку имало оружје и така натаму, оружјето е тоа. Еј, браво! Без Сорос бркни троа торбата, дај едно гранче тамо. Наше е гејчево, нека се радува малу, разбираш Джоана какво е. Огавно ми е. Океј. Ајде да видиме каква е ситуацијата во Лос Анджелес. Само едно да ви кажам. Бидејќи меѓу вас има луѓе кои сте противници на Доналд Трамп. Што е окей и треба да има. На Елон Маск. И треба да има. Кои сте противници на републиканците. Одлично. Која поддржувате демократијата, миграцијата, мигрантите и така натаму. Одлично. Иначе би било све едноумие. Добро е да има. И треба да има. Но запомнете едно. Нередите започнаа затоа што АЙС, Федералната агенција за депортација на илегални имигранти, почна осуденици од Лос Анджелес да ги депортира назад во Мексико. Пази, не луѓе кои ги фатиле дека се илегални мигранти, туку осудени силувачи, убици, криминалци, изнудувачи, насилници. Значи, сите тие до еден беа со судска пресуда од судови во Калифорнија, во Лос Анджелес. Судови кои се под контрола на геј демократијата. И доаѓаат федералните власти, ги собираат од затвор, ти си убиец, ти си силувач, ти си ова, ти си она.
Илегален емигрант, да. Депортација. Пола Лос Анджелес излегува на улици да брани. Па уште мафта со знамиња од Мексико. Зошто мафта со знамиња од Мексико? Па ти си побегнал од Мексико. Што не идеш у Мексико? Мафташ со знаме од Мексико, па мафта и со американското. Кого браниш? Тој што вчера ја силувал керкати? Тој што му дилал дрога на детето твое? Тоа е социјалдемократија, тоа е Сорос, тоа се демократи. Тоа ти е Германија и Франција денеска, добар дел и од Европа и така натаму. И затоа толку навивам, не затоа што ми е женин брат Доналд Трамп и Елон Маск, туку затоа што се борат за поправедно демократско општество. Ова е извитоперено, перверзно. Го дозволуваа криминалци само заради тоа што ќе бидат нивни гласачи. Тоа го прават со векови, затоа што нивната идеолошка платформа е потврлена. Они сакаат социјализам, да ги контролираат големите фабрики, они да кажуваат кој што, а овие ќе им прават рушвет. Ама заради тоа се сруши и СССР, се сруши и Југославија, се сруши целиот источен блок. Не може пазарно стопанство да биде послабо од договорна економија. Ако вие квичите за Тито, било подобро. Да беше подобро, ќе обстанеше. И мене имам носталгија, имам убави чувства, немам хейт, ама невозможно е. Невозможно е да ме убедувате дека некој ќе ти дава пари и никогаш ништо за возврат нема да ти побара назад. Бидејќи у лепа села, лепо горе, вие клучната реченица. Дори имаше пари, имаше братство единство. Снема пари, се заклапме. А што значи тоа? Па тоа значи никогаш и немало бе братство единство. Све тоа било кеширано со кредити, позајмици. Југославија беше тогаш должна 20 милиарди долари. А имаше добиено само од Америка 30 милиарди помош изминатите децени. Па знаеш со тие пари што можеше да биде? Гигант, мега гигант. Као Германија. Ама не, се бода. Што ми е, идам ја на одмор, 13 плати, ово, оно. Све убаво беше, нели? Додека трае 30 години бескаматен кредит, станови, купување. О, да живи друг Тито. Па супер. Не работиш, добиваш плата, фирмата угомна до гуша и ти викаш, добро било ова. Па добро е. Зошто не обстанува ако е добро? Лос Анджелес Лайв. Ајде да видиме каква е ситуацијата. Бдики, прво, агентите на АЙС беа нападнати, па потоа беа нападнати агентите Па распоредена е сега Националната гарда. Дај да чуеме што дали има as we get ready for the 250th Малце погласно да чујам birthday што говори. of the U.S. Army. So this comes on the heels of his presidential memorandum that deployed National Guard troops and Marines to Одлично. Ова се значи и сечоци, не е во живо. Не е во живо. Што имаме друго лайв. Еве како изгледа нередите, ова се демски снимки, овдека вика дека е ова во живо. Ignorant, cowardly extremist. Fuck. ICE. ICE е дел од полицијата која требаше да ги презеде
криминалците, осуденици, илегални имигранти кои имаа судски пресуди за криминал. Кого браниш, бе? Значи, ова не е дојдено од дома, деца вадење или некоја баба, некој пребегал туку така, па пере, пегла, копа по бавчи. Криминалци. И еве почнаа да фрчат Сорос шемите со факајс, мајкајс, маски, ово, она, ваму, таму, урбана гери. И знаете кој ќе профитира? Прво, не може да победат. Не можеш ти федерална. И сега градоначалникот, гувернерот на Калифорнија вика ќе го тужел Трамп затоа што ја повикал националната гарда. Сега ај малце да ви покажам ја што е национална гарда и дали е ова преседан. Мислите, ова е нешто ново? Не, не менјај кадар, држи како ќе пребарувам, така држи. Океј, ај сега идам да пребарам видео, 1992 Родни Кинг. Родни Кинг, црнец кој беше брутално претепан. Can we all get along? Can we get along? Get along? И ова предизвика огромни нереди во Лос Анџелес. Дури беа оправдани, според мене. Чекај, тогаш ќе Родни Кинг, riots. Tonight, I want to talk to you about violence in our cities and justice for our citizens. Two big issues that have collided on the streets of Да, Los ова е Angeles. Џорџ Буш. Не, да, Џорџ Буш. Чекај, ќе се вратиме на ова. Еве ви raw footage. Ова е снимка од хеликоптер, не е едитувана, чиста во смисла нема прилози во неа, инаку ова е резолуцијата од тоа време. 92 година, на што личеше и изгледаше незадоволството на црното население, кое е нормално. Излезе, запали све што можеше да се запали и испокраде се што можеше да се испокраде. Гласно. In terms of getting the people on the street, it's taken us a little longer than I had hoped. Huge sense of frustration over the lack of response. Decided not to attend a riot that it co-created. 6 days of violence, 1,000 injured. Go to Florence and Normandy and not abandon that intersection and let it become a flashpoint. It was a crisis of leadership. 20 years ago, we were at war with LAPD. And, it is my goal that never, ever happen again in the city of Los Angeles. That my kids never have to feel the way that I felt that night watching my police department fail. LA was a place without law. LAPD. Првото видео беше многу тивко, потоа некое друго погласно. Благодарам режија. И сега, гувернерот на социјалдемократ, демократ, нормално, Сорос, Жбирче, гувернерот на Калифорнија,
се буни, го повикува светот дека државата Соединетите Американски држави, Доналд Трамп, лидерите на директорите на агенциите, федералните агенции, дека ќе ги тужи војската, маринците, зошто ги истоварил во Лос Анджелес, поради нередите, бидејќи овие ги нападна. Локалната полиција малце глумеше лудило. Нормално, градоначалникот и властите на Калифорнија скоро ништо не направија да ги смират нередите и за тоа ги обвинуваа републиканците и Доналд Трамп дека повикале за гардата на Соединетите Американски, дека тоа било без преседан. Но ја велам, Сорос, социјалдемократи, демократи, нивната политика е и пристапе дека вие сте една стока глупава која не памти ништо повеќе од Дори, рибката во Нимо. Која немате паметење. Арно, ама ние стари бумери и слонови, малце паметиме па некои работи. Не паметам све, ама паметам некои работи. Така што, ајде да видиме дали било така или било малце поинаку. Ќе ви дадам и превод, а тоа е обраќањето на Буш, тогашниот председател на Соединетите Американски држави, кој на барање на гувернерот на Калифорнија, нема на македонски. Налет, нешто, ја симултано. 12 минути му е. Океј, пушти. George H.W. Bush, Presidential Library Museum, Master Tape MT 2827, address to the national regarding to the riots in Los Angeles. Значи, ова е обраќањето на председателот Буш, таткото на оној ретардот што ги направи 9 Tonight, I want to talk to you about violence in our cities and justice for our citizens. Two big issues that have collided on the streets of Los Angeles. First, an update on where matters stand in Los Angeles. 15 minutes ago, I talked to California's Governor Pete Wilson and Los Angeles Mayor Tom Bradley. They told me that last night was better than the night before, today calmer than yesterday. But there were still incidents of random terror and lawlessness this afternoon. In the wake of the first night's violence, I spoke directly to both Governor Wilson and Mayor Bradley to assess the situation and to offer assistance. There are two very different issues at hand. One is the urgent need to restore order. What followed Wednesday's jury verdict in the Rodney King case was a tragic series of events for the city of Los Angeles. Nearly 4,000 fires, staggering property damage, hundreds of injuries, and the senseless deaths of over 30 people. To restore order right now, there are 3,000 National Guardsmen on duty in the city of Los Angeles. Another 2,200 stand ready to provide immediate support. To supplement this effort, I've taken several additional actions. First, this morning I've ordered the Justice Department to dispatch 1,000 federal riot-trained law enforcement officials to help restore order in Los Angeles, beginning tonight. These officials include FBI SWAT teams, Special Riot Control Units of the U.S. Marshals Service, the Border Patrol, and other federal law enforcement agencies. Second, another 1,000 federal law enforcement officials are on standby alert should they be needed. Third, early today, I directed 3,000 members of the 7th Infantry and 1,500 Marines to stand by at El Toro Air Station, California. Tonight, at the request of the governor and the mayor, I have committed these troops to help restore order. I am also federalizing the National Guard, and I'm instructing General Colin Powell to place all those troops under a central command. What we saw last night and the night before in Los Angeles is not about civil rights. It's not about the great cause of equality that all Americans must uphold. It's not a message of protest. It's been the brutality of a mob, pure and simple.
And let me assure you, I will use whatever force is necessary to restore order. Океј, дечки, молам уште еднаш да се повтори шарената револуција која фрлавте по згради, палевте канцеларијата на председателот. Ама Груевски си правеше калкулација, па ќутеше и оставаше. Ова е демократија. Да, ова е демократија. Ова е демократија и бранење на државата. А што се случува во Лос Анџелес моментов? Погледнете. Ова е еден од поголемите вандализми. Каква врска има депортацијата на криминалци, мигранти со iPhone? Ај кажете ми, има ли нешто поамериканско од модерново од Apple, од iPhone? Американски производ, американска идеја, светска идеја. После знамето на Америка, у овој момент нема поголем идентитет од гризнатото јаболче. Не, намерно правам драми, ја глумам лудило. Чекам на оние закоравените у главата, партиски. Текно е. Кажете ми, пошто го оправдувате ова, гневот нивни, каква врска има ова? Дај го видеото, нека иде, стиши го тонот, а пушти ме мене. Бидејќи голем дел од нив е обичен народ кој се истрчал, но поголемиот дел се избуцкани и обично неколкумина, да речам, со распивчиња, ќе ги набуцкаат, што ќе правиме? Ај ќе крадеме у Apple. Пази, колку треба да си глуп, колку треба да си ретардиран, колку треба да си имбецил, ама кога си за Сорос, левичар социјалист, онда стварно и не треба да чуди. Да украдеш iPhone телефон. Било што од Apple да украдеш. Таблет, компјутер. Зошто? Ви текнуели у тоа шупливите глави, у тоа леките празни. Абе, луѓе што немаат iPhone го знаат ова. Секој телефон е заклучен. Дали сте свесни дека сите нивни броеви, шифри од продавницата, у моментот кога се украдени, во клаудот е ставено и блокирано. Кога ќе го уклучи телефонот, он е цигла. Кажи ми, блокиран iPhone, за што служи? За тацна. Точно, тацна за кафе. Дај ме у кадар. Еве го мојот iPhone. Шо убаво, глеј. Глеј. Оп, чекај, поглед. О, видео. Шо убаво, Шинко, ја која плячкав 2025 од Apple го земав овој iPhone. Дедо, браво. И шо правиш? Еве, гледај. Шубо било, гледај.
Не можеш да го употребиш, бе. Знам на керка ми пред неколку години, кога и го украдоа iPhone-от, го следеше, не знам, уживав у тоа. Го следеше крадецот, како иде преку граница на мапа. Не, тоа гениално си го имаат направено. Ја не знам дали за овие телефони Android може да се следи. Предпоставам дека може, ама вакво заклучување и енкрипција неверојатно. Го гледаше на лаптоп, го гледавме телефонот, каде заврши на Косово у некое село. Пред да влезе у селото, викам да не нема покривање, тука блокирај го. Си стисна, бидејќи има акаунт. Тој акаунт си го плаќа, си има свој клауд. И си има можност телефонот или било кој продукт од својот лаптоп, кој не е Apple, него од Windows, само програмата си ја имаше, софтверот му го изблокира. Држи го ова. Да гледаме овие мирни протести. Шарена револуција ќе прават. Ретарди едни, дегенерици. Знаеш што, ќе пречутев, барем ќе глумев лудило, да собира жени, деца, обични луѓе од ресторани. Криминалци, криминалци. Ако пукај го, а сам бар, се спротиставуваш на полиција, што очекуваш? Не знам, стварно што очекуваш? Дечки, да беа паметни, ќе украдеа, не знам, ќе влезеа у банка. Еве, ја би оправдал да влезат у банка и да оплјашат, бидејќи банките се генерално лопужани. Apple. Втора најголема како продукт американски, што е? Nike, така? Значи, се што беше Apple и Nike, овие мирни протести, кои, корпоративните медиуми на Сорос, социјалдемократско-нацистички, ги окарактеризира како мирни, а полицијата била брутална и употребила несразмерно голема сила. Ние сме незадоволни, ова нас многу не боли ти затоа што ги депортисат. Пази, никој неќе од тие медиуми да спомне дека се работи за криминалци. И некој ќе рече, имаше еден плакат, го имам тоа објавено ја на мојата мрежа, каде што вика жените на Доналд Трамп биле мигранти. Дебилу еден ретардиран. Сите до еден што живеат во Америка биле мигранти. Сите до еден. Германци, ирци, французи, англичани. Сите биле мигранти. Не само мексиканци, не латино и така натаму. Оние изградија Америка. Ама има разлика помеѓу оние кои поминале процес барање виза, зелена карта, образование, па полагаш испит, познавање на јазик, познавање на историја, за да ти дадат државјанство. За од илегален да станеш легален. Маја Маск, мајката на Елон Маск, кажуваше дека кога се преселила од Канада во Соединетите Американски држави со нивните мали деца, неколку мина ги има, браќа и сестри Елон, морала да работи и редовно да иде федерални власти да каже што работи, да покаже знаење, да ја испитуваат, и тоа траело со години,
тоа барало е птенона многу захтевно во секој случај, за да стане легален, легитимен жител со дозвола за престој во Соединетите Американски држави. Не преминала граница илегално, немала криминал, се она е мигрант спрема оваа лопужана која ја депортираат. Дај Боже, нема за мене поголема среќа одошто да ги видам сите криминалци што се во Македонија да бидат депортирани. Па дури и македонци. Ти си направил криминал во Македонија. Си дигнал рака на жена. Па прво тебе таа рака не ти треба. Ама ајде, не сме шеријат. Па да сечеме раце. Па ако не ја сакаш земјава, човече, иди си у земја што ја сакаш. Thank you and fuck you. Па остај овој народ малце да живее. Треба да ви ги пуштам тие. Чекај, зошто ова го зборам? Вие следите, нели, зависно дали е тоа Алфа, Канал 5, Сител, Вечер или Вечер прес. Не, едни или... Добро, окей, тргни го Кадаров. Едните се провладини, другите се про-Сорос. И по нивниот наратив ќе ти стане јасно. Но, има една работа, што у овој момент, иако се раскарани и се раскурца Елон Маск и Доналд Трамп, на иста страна се по ова прашање. Елон Маск вика, ова не е во ред. Пази, он не е роден во Америка. Он е дојден од Јужна Африка, јужноафриканец. Он се стекнал со државјанство, со тоа што работел, често работел, плаќал даноци, придонесувал и така натаму додека му одобриле. Не поминал илегално граница, не плјачкал, не силувал. Утре да го депортираат никој нема да се буни. Ама за овие криминалци се буните. Па уште и вие на шо личело тоа? Бре, а на што треба да личи? Чекайте, мојата главна поента каде е? Во овој момент, во уште една држава, има вакви протести и судри со полиција во врска со мигрантите, како во Лос Анџелес. Дали знаете каде? Не чув, на глас кажи погласно. Аха. Окей? Можеш. Можеш да... Ова е Ирска, драги мои. Во Ирска, таму се, ајде да речам, социјалдемократи, шторосоиди, социјалисти на власт и дозволија мигранти да доаѓаат и да прават од сегде и да прават што сакаат. До толку отиде таа перверзија да на ирците им пукна филмот и у овој момент има големи протести со дури и судири со полицијата. Ирците излегоа во антиимигрантски протести. Затоа не знаете за нив. И прашите се, зошто вашиот медиум за ова не известува? Затоа што е упикан у шупакот на социјалистите од Сорос. Држи вам. Ајде да видиме.
Да, дечки, ова е Ирска. Ова е Европска унија. Народот се судира со полиција. Зошто овде нема симпатии? Зошто бруталноста не се осудува на полицијата овде? Затоа што не ви е во агенда. Ама знаете што? Колку повеќе ќутите, толку повеќе се шири. И на народ му пука филм. И кога поголемиот дел од она ќутливо, работливо, мирно, смирено граѓанство ќе му дојде преку глава, а ќе му дојде, до ова доаѓа. Кај нас, за среќа, лани му дојде и на избори ги реши. Иначе требаше вака да ги реши. Заради криминалот, заради мртвите ласкарци, автобусот во Бугарија, заради живите изгорени во модуларната болница, заради полицискиот час, заради неспособноста справување со COVID, заради сите кражби, сите лаги, заради продавање на името, идентитетот. Среќна нека е опозицијата. Ова е народ што му пукнал филмот. На македонскиот му пукна, само помирен народ од нас нема. Фала Богу што знаеше народот како да ги казни. А тек на есен што ќе биде? Абе, местна заедница нема да имаат. А не па општина да добијат. Види, ќе заслужи еден ден Социјалдемократскиот сојуз. Ама не со овој памет сега. Затоа што јас лично познавам врвни интелектуалци, стручњаци, економисти таму. Ма не може од онаа лопужана која раководи да дигне глава. Луѓе кои не можат да изговорат Македонија. Да, тоа е Ирска, драги мои. Ова е Ирска. Ама за овие протести штама муклес. Зошто? Затоа што не му одговара на Сорос. Еве, ако ја претерувам дека новинарите биле купени или платени, мерете ги по тоа дали зборат за едното или за другото. Ако имаат баланс измеѓу едното и другото, бидејќи пропорционално, протестите во Ирска се исти како и во Лос Анджелес. Само диаметрално спротивна е мотивацијата. Во Ирска е ирскиот народ на кој му е преку глава од политиката на владата со мигрантите, на кој им све им дозволи. Знаете ли дека им се упикуваа установи у куќи на луѓе и не можат да ги избркат. Дури беа охрабрувани. Има луѓе, например, и они имаат миграција, у Америка се има куќа, празна е куќата, влези, ама не е моја куќа. Не, влези си слободно. Доаѓа човекот, вика, ве молам напуштете, јас се враќам. Ова е моја куќа. Што? Му вади нож. Во Германија, па не знам што да ви кажам. Мада германците се така испран мозок, не е останато ч од човек кај нив. Они се буквално успеа, тоа е неголемиот успех на Сорос е Германија. Значи, секој германец е про-геј, про-миграција, антигермански. Утре да им каже пак да има поделба Берлински зид, абе за 24 сата со голи раце има да го изградат. До толку голема мера се обезглавени германците. Океј.
Да видам што ми прави друштво, што прават мој вебе. Спијат. Завршили бе овој. Чекај да видиме. Добре, уште сме на 15 души. 28 лајка. 9 коментари. Вау! Целата поента беше Трамп да повика национална гарда за да пробаат да го импичмент да му направат. Да. Давид Костандинов. Океј. И како заврши ова? Со зелено џамче. Шарените, доктор Жарко вика, шарените во САД исти калап, различна територија. Доктор Жарко, имаш плазма од мене. Мелена. Панче Ангелов. И маринците, тоа им е проблем. Па, маринците. Јанко, прв пат се клучувам, но зошто на YouTube не оди емисијава? Епа, неќам со LGBT да се мешам со колегите подкастери што се на YouTube. Неќам за близу карлеуши и разноразни други ефтини продукти да су. Вака, на YouTube не идам заради нивните исклучиво Сорос агенди. Ја ова што го зборам, во живо ќе ми го исклучат YouTube. Facebook и покрај сите проблеми е многу потолерантен. Ја немам монетизација, на YouTube можам да ја имам, но мене тоа ништо не ми значи. Ја бев голтар цел живот, така изгледа и ќе завршам. Може ќе ми изненади нешто Господ до пред крај на живот, ама очигледна ми е пораката дека ја пара нема да намлатам, ама нема да бидам у криза, затоа што само од него зависам и затоа треба да сум раат. Се учам да бидам раат, кога ми дужат пари и не ми враќаат, да се насмеам и да ти кажам фала Господи. Значи, на YouTube намерно не идам, можам, може би некогаш во иднина ќе пробам, кога ќе си купам нов лаптоп, па едниот лаптоп што го имам ќе стрима на Facebook, а другиот на YouTube. И нормално треба да соберам едно 50, 100, 150 евра, баже да ме научи како да го правам тоа. Бидејќи у овој моменту држава нема бољи за стримање од него. Стримаш на YouTube, другар? Не? Све што правиш ова проективе на Facebook иде? Зависи. Ако збориш за тоа, зависи. А иначе никој скоро не бара на YouTube. Никој не бара на YouTube. Многу рестрикции има на YouTube. Нели? Не можеш ни да свирне. Значи, буквално ова може да ви се случи, а Facebook може да ме истолерира. Например, When I fall in love, it will be forever. Буквално така. Идеме стрим на YouTube и јас ја пеам од Nat King Cole When I Fall in Love. 2-3 тона го исклучија стримот. Ти си ги повредил човечките, хуманоидните, авторските права. Fuck you! Затоа YouTube е место за ретардирани дегенерици, луѓе некреативни, кои седат и млатат празна слама. И затоа е интересно. И тамо, нели, ќе ја најдеш, не знам, некоја дроца од Дубај, некој тречеразреден си, што ти ја знам. Facebook и покрај сите проблеми што ги имам и рестрикции, е многу потолерантен. Ја би сакал ова да го правам на Rumble, ама Крис Павловски очекував дека откако, нели, после сета онаа поддршка што е дадена власта, дека нешто малце повеќе ќе направи. Очигледно си тера и он некоја своја себична агенда. И тоа окей, нема проблем. Се надевам само дека владата и тоа Македонија нешто ќе види ќар,
бидејќи македонци милиардери немаме многу, милионери имаме, ама за вложување се стиснати, брат, тоа е само лична корист. Мислам, они се израснати во такво општество. Така што, за разлика од евреите, знаете кога се правеше еврејската држава, сите евреи од цел свет, скоро половина од своите средства ги дава за вооружување на Израел за да се формира израелската држава. И знаете што правеа? Се организира толку пари, толку скапо беше. Бидејќи имаше блокада од страна на британците, да не може да се внесе оружје во тогашна Палестина, ги праќа како делови, кои кога ќе отвориш ништо не личи. А у декларацијата пишува машини за шиење во делови. Ми ти го гледаш, добро, окей. Ништо не можеш да го поврзеш со тоа. И такви пакети стигнува, ама мозоци беа, па го склопува. Голда Меир, не за џабе е една од најголемите историски личности. Окей. Добро. Тоа беше мојата тирада за вечерва. Господ напомош нека име на ирците, Господ напомош нека име на Лос Анджелес. Републиканците не се глупави. Ова не е првиот мандат на Доналд Трамп, кога го јадеше дебело, затоа што си тераше само чалам бумпа, а не му текнуеше дека треба да ги укине изворите на финансирање. Да, глуп беше ептен, ама очигледно се опаметил и идејата сега ќе иде до таму, ќе се радикализира во Калифорнија, ќе бараат отцепување од Америка. Дечки, на Америка не и треба Калифорнија, на Америка и треба Тексас. Тексас. А калифорнијанците да се враќаат у Мексико, дај Боже бе, бујром, ај да ве видам. Не. Никој не ти оди, како викаат французите, с коња на магарца. Све ова агенда, ама толку е злобата голема, да попрво и тоа ќе го направат. Ја грицкам пуканки. А од ова излекувам поуки, како требаше ние да постапиме и зошто главчот на државата тогаш дозволи све. Дури и кога победуваа на избори, ВМРО-ДПМН, он дозволи да победи опозицијата. И кога ги фаќаше у криминал, ги пушташе. И мене ме убедуваше дека тоа било добро, морал така, затоа што ќе имало граѓанска војна во државата. Која граѓанска војна? Со 2000 души од царена револуција? Тогаш му поверував. Ама сега гледам дека ме лажат, сега гледам со каква шалабајзерска банда сме си имале работа. Ако, плативме скапо школата, ама преживеавме. Cheers, lads! God bless Macedonia. Лека ноќ и пријатно.